следното, она што го имаме на програмската шема е мојот колега Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро. Добро утро, Сашо. Мислам дека две вести доминираат на меѓународните тикери, што викаат овие новинарскиве вокабулари. Тикер се оние, да кажем, редовни извештаи кои што во новинските агенции се реферуваат за тоа што се случува во светот. Едната вест е оставката, заправо не е оставката, туку одлуката на Уставниот суд на Косово да практично ја укине сегашната косовска влада. Ќе видиме зошто, ќе ни објасниш, а потоа малку и за Навални ќе поразговараме. Мајде да тргнеме од соседството. Што се случува во Косово? Практично побарање на опозицијското самоопределување на Албин Курти, партијата и предходниот премиер на оваа влада, која синоќа е официјално Уставниот суд ја прогласи за нелегитимна, имено самоопределување Албин Курти, поранешни опозицијата практично побара од Уставниот суд да ја прогласи актуелната влада на Абдула Хоти нелегитимна и поради фактот дека еден од пратениците кој гласал првин за уривање на владата на Албин Курти во март годинава, а потоа изгласување на доверба на новата влада на Абдула Хоти, бил наводно правосилно осуден на 1 година и 15 дена затворска казна поради измами, па со тоа според уставот пратеникот кој е кривично гонет и кој има затворска казна не може да учествува во работата на собранието. По тие забелешки, по 2 месеци Уставниот суд синоќа и официјално ја прогласи актуелната влада на актуелната влада на Абдула Хоти за нелегитимна. Сега треба председателот на Косово во наредните 40 дена да прогласи нови воредни избори, парламентарни избори, а во случајот бидејќи актуелниот председател Хашим Тачи се наоѓа во Хаг, тоа ќе мора да го направи вршителот на должноста, односно председателот на Косовското собрание Вјоса Османи. Ке потсетам дека уставната криза во Косово доаѓа во едно лошо време ако се земе во предвид пандемијата на коронавирусот и пред се оние сите преговори кои започнаа со Србија, а кои овој владин кабинет успеа на некој начин, барем според оние извештаи и договореното во Белата куќа кај председателот во заминување Доналд Трамп да добие некоја предност во однос на Белград. Некако Дејан им се собра на косовците пандемијата, преговорите со Србија, заминувањето на значајни луѓе во Хаг, да, така функционираат со заменик председател, сега и владата им падна. Би се рекол дека прилично густа и не баш поголема политичка агенда. Сакам да прокоментирам дека малку барем според моје некој искуство, твоето е поголемо во секој случај, но ќе се согласиш со мене дека во вакви услови за една ваква работа да падне владата, ми се чини дека се наоѓа еден огромен политички пропуск. Ке потсетам, пратеникот Етем Арифи бил осуден правосилно на 1 година и 3 месеци затвор уште у март годинава. Тој сепак гласал за недоверба на предходната влада на Албин Курти, а потоа гласал за доверба на новата влада на Абдула Хоти. Тоа самоопределување Албин Курти не му го простија и почна иницијатива пред Уставниот суд, која траеше 2 месеци, која еве синоќа и официјално дојде како некој. Морам да признам дека ја прочитав и одлуката на судот. Занимливо судот, бидејќи сега се отвара прашањето ако владата била нелегитимна, што се случува со одлуките на владата. Судот прогласува дека сите одлуки остануваат важечки, дека владата, иако ваква каква што е практично уставно нелегитимна, ќе продолжи да владее со земјата до новите избори, така што една прилично, би рекол, деликатна уставно-правна криза и политичка се разбира, која ќе видиме како ќе заврши со избориве за 40 дена, а тоа ќе значи негдека на почетокот на февруари Косово оди на нови избори. Во друга страна, Дејан, една неверојатна приказна со лидерот на руската опозиција. Ајде малку за тоа, бидејќи вчера стварно бевме шокирани, BBC ја објави, а и некои други потоа ја превзема. Што се случи со Навални?
Имено ќе потсетам и за гледачите, опозицијскиот лидер Алексеј Навални ми се чини единствениот политички, барем гласно политички опонент и опозиционер на Владимир Путин во Русија, а тврди дека руски агент на руската тајна служба го отрул, имено му правил труење преку некој специјален отров кој бил ставен во неговата долна облека и кој, кога ќе дојде во допир со кожата и кога ќе дојде до потење, се влегува во телото и почнува да го труе. Знаеме дека руската тајна служба веќе подолго време обвинета дека ги труе политичките неистомисленици. Имавме такви информации во минатото каде што гледавме од некои од агентите или некои од противниците на Путин како завршуваат во болници, како нивната болест завршува со фатален исход. Навални, ќе потсетаме, човекот кој долги години остана, ми се чини, единствен и осамен борец против политиката на Владимир Путин, а ќе потсетам, таа политика трае повеќе од 20 години, а Алексеј Навални неколку пати до сега, освен тоа што беше во затвор, беше и животно загрозен. Сега тврди дека бил во август годинава затворен од отров. Да, ама она што е интересно е како го тврди тоа. Имено минатата недела председателот на Русија Путин на таа своја прочуена годишна пресконференција изјави дека кога да стоеше тајната служба на Русија за труењето на Навални, тој досега ќе беше мртов. А Навални, користејќи ја истражувачката историја на Белинкат, една прочуена група на новинари кои што ги истражуваат крупните афери во Русија, ги објави идентитетите на сите 8 или 9 руски тајни агенти кои што со години го следат и работат на дезавуирање на Навални. Навални не го мрзело, земал пред некој ден, свртил телефон на главниот агент и се представил дека е шеф на кабинет на еден од највисоките луѓе на безбедноста во Русија и почел да го распрашува, наводно подготвувајќи извештај за Путин околу целиот случај со Навални, почнал да го распрашува на телефон што се случило и како, зошто не успеало труењево. И за дивно чудо, што викаат србите, во тој 40 и нешто минутен разговор, овој агентов од почеток малку резервиран, а потоа почнал во детали да раскажува како се одвивало следењето, како се одвивале обидите за труење и така натаму. Една се чини многу непријатна афера, бидејќи Навални вешто го вовлекол агентот во разговор и потоа извадил од него информации кои што фрлаат потполно ново светло врз тоа како Путин всушност ги труе своите политички непријатели. Или ги елиминира. Но мора да му се одаде признание на Навални дека стварно издржа до сега, барем она што можеме да видиме, дека ниту еден опозицијски лидер, зборувам опозицијски лидер против актуелниот председател Путин, не издржа толку и не покажа толкава посветеност. За малку издржа, бидејќи последниот пат за малку ќе го отруја. Да подсетиме само дека Навални не е воопшто ни во Русија, можеби ќе се врати кон почетокот на идната година, бидејќи тој има забрана да се врати во Русија. После лекувањето во Германија остана надвор и ова го прави како политичка активност во Русија. Дејан, благодарам за ова утринско јавување.